Слушнете не! Слушнете не! Слушнете не! На Около FM. Zdravo drugarčinja, zdravo dečinja, zdravo tinejdžeri, zdravo mladi возрастни, zdravo возрастни. Ова е Слушнете не на Около FM. Но, исто така, ова е годината 2024, што е нова сезона. Јас сум истата, но имам нова фризура. Но која сум јас? Дали знаете, дали ме слушате? Јас сум Ноела! Вашата водителка на Слушнете не на Около FM. Како вие ја прославивте 2024? Дали имавте тестови, дали јадевте, дали спиевте, дали се забавувавте, дали трчавте, дали ги спобудалвавте папагалчињата? Да се надоврзам за папагалчиња, јас имам сега 3 папагалчиња. Едното е Кубанко Лулу, второто е Кют Киуи и третото е присвоено Кјумурче. Кјумурче е на поседа од еден другар и ќе биде со нас неколку месеци. Кјумурче е машко, пиленце, и му се допаѓаат Киуи и Лулу, бидејќи тие се женски, иначе Лулу не е поке машко, женско е сега. Сите што имате миленичиња, особено нимфи, папагалчиња, оние со црвени обравчиња и кикириче, е многу тешко да препознаете дали се машко или женско. Зато нашето луленце беше машко, женско, нешто. Не можевме никако да му го погодиме полот. Исто така, уште потешко беше, бидејќи е цело искупано, нема опавче и бојата на обравчињата е чудна. А тие се знаците по кои што експертите ги препознаваат. Но, кога дојде Кјумурче и почна да им пее на двете женски, заклучивме дека Лулу е женско. Но покрај кај пиленцата, што имавме тешкотија да откриеме кој род и пол се, исто така и возрастните не можат да се усогласат околу родот и полот, ама тоа е друга тема. Ова беше најавата и продолжуваме по музичката пауза. Среќни се појдем.
е. Слушнете не на Укво FM. А сега, другарчиња, ќе читаме извадоци од книгата Сенката на Карамба Барамба од Славко Јаневски. Оваа книга беше издадена во 1970 година, пред да биде родена мајка ми. Така е, помлада сум јас. Но, мамо, дали ова ти беше додарена книга? Додарена. Подарена и додадена. Подарена книга? Да, значи еве пишува на првата страница за најпримерниот читач во дневниот престој. Во тоа време ни доделуваа книги со свидетелствата и еве и за некои посебни ангажмани, а јас бев голем читач, многу читав. Секој ден мојата мајка се враќаше од работа преку библиотеката градска и ми земаше книга, ја исчитував и другиот ден ја враќаше, земаше нова. И во престој. И секаде јас само читав. Мислам дека бев голем бубалица, што не знам дали е добро, меѓутоа тогаш ми беше убаво. А дали ти читаш книги? Така. Денешните деца читаат минимално, но што правите? Како добивате информации тогаш? Преку интернетот, преку Google, преку YouTube, преку различни платформи. И преку училиште, и преку родителите. Добро, доволно добро, но кога се чита, фантазијата оди на некое место чудесно. И затоа ќе се обидеме денес тоа да го направиме за слушателите. Како го нарече овој дел? Овој извадок јас го нареков магичните чизми. Чизми. На еден рибар. На еден рибар. Повели. Мојот дедо е рибар и има убави чизми. Застани со нив во реката, ни вода ќе те допре, ни може рак да те штипне за прст. На вистина, дедо ми е рибар. Има мрежа, торба, луле, но најубавото што има, тоа се чизмите. Иде ден, додека ловеше во реката, брзата вода му ја симна од нога едната чизма и пред дедо ми да трепне, чизмата отплови во неврат. Водата ја однесе чизмата далеку и ја исфрли пред една шумичка на песокливиот брег. Дедо ми се врати само со една чизма и малку лут. Се собу, ги стави чорапите да се сушат и легна, тажно загледан во едната чизма. Кога заспавме, јас сонив, бегајки пред густите облаци што го покриваа небото, од негде доскока до чизмата глувче. Оваа чизма ќе биде од денес мој дом, рече глувчето и влезе во чизмата. Во чизмата го пречека некое зелено чудо со големи и ококорени очи. Кој си ти? Праша глувчето. Зеленото чудо со големи очи рече: Јас сум жаба. Креп, креп. А ти? Јас сум глувче, Добро. рече жабата. Ние заедно ќе живееме во оваа чизма. Надвор почна да грми, потем и заврна. До чизмата се довлечка еж. На неговите буцки светка дождови капки. Мислам дека и ежот ќе живее во чизмата. И тука застануваме, така? Да, Нека си прочитаат понатаму сами. Но што значи ова? Дека во чизмата се населува жив свет, така? да. А дали имаш видено едни морски гребени кои што се полни, преполни со жив свет, со корали, со рипчиња и така натаму, а всушност се направени врз
остатоците од потонати бродови. Не, немам Немаш ли? видено. Ете така. Тоа го имам гледано на убави документарни емисии и всушност некаде каде што живиот свет изумрел или се одселил бидејќи луѓето направиле некое оштетување во морето, луѓето намерно ставаат некои работи кои што можат да потонат и таму се развива одново, природата си создава одново нешто свое, го освојува отпадокот од човекот. А во овој случај, еве, 3 животинчиња што ќе живеат во чизмата. И, што би рекла мама тука? Циркуларна Економија. Ова ме подсети на еден проект или истражување што го правевме по англиски и се викаше The Great Barrier Reef. Тоа е огромно место полно со живи организми и така се оформува местото кое што се вика Great Barrier Reef во океанот таму далеку и долу во Австралија. Но и таја недопрена природа, ние луѓето сепак ја допревме. Ја допревме преку премногу туризам, премногу отпадок и загревање на водата. Таму се наоѓаја главните карактери на Finding Nemo, Нимо, Clownfish и неговиот татко и Дори заборавеното сино рибче. И така, од 1970 прелетавме до Австралија и се вративме на денешните проблеми и свет. Kap, 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 kape voda, kap, 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 kape voda, kap. Една капка вода тръгнала да види свет, други 4 со нея, за да бидат капки 5. Една капка вода тръгнала да види свет, други 4 со нея, за да бидат капки 5. Кап, 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 капе вода, кап, 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 капе вода, кап. Дошле уште капки, за да биде извор баш, ладен извор, ладна вода, душа да разладуваш. Дошле уште капки, за да биде извор баш, ладен извор, ладна вода, душа да разладуваш. Вода ладна, начиста на свет, треба јадеш и после играње. Капки вода, свет направи лед, вода пиеме, среќни растеме. Вода ладна, начиста на свет, треба јадеш и после играње. Капки вода, свет направи лед, вода пиеме, среќни растеме. Кап, 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 капки вода, кап, 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 капе ладна кап. Кап, 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 капе вода, кап, 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 капе вода, кап. Кај што пчелка пие, славе се разладува, капка секоја здравје ни донесува. Кај што пчелка пие, славе се разладува, капка секоја здравје ни донесува. Кап, 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 капе вода, кап, 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 капе вода, кап. Павло извор ладна вода ке се престори, вода и ти написе па како ела порасни. Павло извор ладна вода ке се престори, вода и ти написе па како ела порасни. Вода ладна, начиста на свет, треба јадеш и после играње. Капки вода, свет направи лед, вода пиеме, среќни растеме. Вода ладна, начиста на свет, треба јадеш и после играње. Капки вода, свет направи лед, вода пиеме, среќни растеме. Кап, 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 капе вода, кап, 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 ладна вода, кап. Ова е Слушнете не. Наукво FM. FM.
Tumbe tulumbe, 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 bam 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 bam. Сега, другарчиња, имам уште постара книга. Од 1961 година. Тогашни уредничката на Укло ФМ Сонја Тантарова Груева не беше родена. Книгата се вика Очилата на тетка Баја Ваја од Ела Пероци, библиотекар Галеб, издавачот е Кочо Рацин Скопје и е издадена на број 6 на 6 јуни 1961 година. Ова не е ни моја книга, но Елче, ова изгледа од баба или деде? Изгледа. И толку стара личи. Но интересно стара. Tumbe tulumbe, tumbe tulumbe, tumbe. Како ние разгледваме низ страните на оваа книга, гледаме дека низ целата книга, низ различни страни, има различни цвеќиња и ливчиња суви. Знаеш што е тоа? Како се вика? Јас мислам дека тоа се вика хербариум. Да, некој некогаш од ова си направил хербариум. Или може би ова букмаркер. Во тоа време букмаркери си правеле со цвеќенца. Или замисли, ова цвеќенце може би е старо 50-60. Воу, 60 години. Здраво цвеќенце. Здраво цвеќенце. А која е дефиницијата за хербариум? Што е хербариум во суштина? Па еве ќе ја прашаме Google асистентката. Bam bam bam, tumbe tulumbe, tumbe. What is a herbarium? According to Wikipedia, a herbarium is a collection of preserved plant specimens and associated data used for scientific study. The specimens may be whole plants or plant parts. These will usually be in dried form mounted on a sheet of paper but, depending upon the material, may also be stored in boxes or kept in alcohol or other preservative. Интересно. Значи имаме тука некаков хербариум, а таму вели дека покрај примерокот од растенијата има и податоци. Значи ако е вистински хербариум треба да има податоци дека ова ливче е детелина со 4 листа, која што ја нашол деде во дворот, пред да ја запознае баба. И така си ја нашле среќата. Можно е? Можно е. Tumbe tulumbe, tumbe tulumbe, bam 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 bam. Сега ќе го читаме извадокот од оваа книга, која што се вика Приказка, што значи приказна, за луѓето и за нивните деца. Да почнам? Да почнеш. Ајде. Ама наизменично? Добро. Не да ми бегаш од читање. Вие знаете малку за животот, сосема малку, но никој не знае, па дури ни учените луѓе не знаат се. Тоа е сосема точно. Никој не знае се. Всушност многу малку знаеме од она што може да се знае. Но од друга страна па и многу знаеме, затоа не треба да се обесхрабрува човек. Само треба да се стреми да се надоградува, да учи. Целиот живот. Така? Така. Не како деца да не ви се учи, туку целиот живот да ви се учи. А сето што го гледате околу себе, вас ве интересира и постојано прашувате зошто и како. Така треба да биде кај децата. Кога ќе си помислам како прашувате, се сеќавам на Елка, што живее во предградието, во кукичка, обрастена со зеленило. Таа многу прашуваше. А чекај мало прашање, Елка е име или Елка? Елка е име на девојчето. Добра. Се сеќавам како и се смеевме пред неколку години, но всушност немаше на што да и се смееме. Зашто? Што значи зошто? Таа беше многу сериозна. Таа во градината имаше своја леичка. Леја, нели? Оние деде што ги копаше по должина, значи копаш нивата и после тоа треба да оставиш едни како редици во кои што па внатре ќе влегува и водата и семето и така натаму. Океј? Океј. Се сеќаваш? Така. Убаво ја израмни
сето предпладне имаше многу работа. Од возбуда беше црвена во лицето. Значи не со блаш, како се вика тоа на македонски, што го користите? И што го користат младите девојки? Руж. Добро, значи не со руж, туку од работа и од сонце била црвена во лицето. Чудно. А бронз? И бронзер. Не мислам дека така била таа тогаш. Мислам дека била многу природно црвена. Добро. А рачињата и беа жешки. Мама и донесе парче леп за ужина. Илка пак го изрони и трошките ги посеја. Ги собра мотиката и гриблата и дотрчка во куќата. Мамо, посејав трошки, дали ќе израснат ружи? Ние тогаш и се смеевме, но мама не се смееше. Таа побара во кесичките за семе, извади семе од шарени ружи и го даде. Од трошки не растат ружи. Лебот би требало да го изедеш, а бидејќи си го изронила, ќе го изедат врапчињата. Како Ноела што ги рани врапчињата на балконот. Точно. И попелистер. И низ пелистер, кога има снег. За да израснат ружи, мораш да посееш што? Семе, семкина. Семкиња. Илка го посеја семето и веќе по една недела од земјата се подадоа кревки зелени стебленца. Ружите растат. Се развесели Илка и секој ден одеше да ги гледа. Тие израсна и расцутеа. На секој што ќе дојдеше во градината му раскажуваше: "Тоа се мои ружи, сама ги посеав." Ова ми личи познато на нешто што посеа ти, нели имавте по некој предмет, проект да посадите? Граф! Точно, граф. Графче. Како беше поставката? А зедов Едно графче, земја, земја, графчето семченто земја, водичка и sunlight. и сонце. И сонце. Значи, sunlight е сонце, не знам дали ќе се објасниме. И сонце, добро. Требаше во прво време да седи Згужвано. згушнато, да има доволно топло. И во темно, така? Прво беше во темно. Да, може прво во темно, па И после после тоа засади во земјичката и на сонце. сонце. Така, И и го наводнуваше, браво. Тие се трите состојки. Исто така, во земјата боцнавме едно цврсто стапче, кога порасна графчето, се извитка околу стапчето и остави ливчиња. И стигна до небото. Како же имаше една книга. И пилците ни го јадоа. И пиленцата го изеде. Но експериментот беше успешен, така, Успешен. со твоето градинарство. Значи и тогаш и сега работите останали исти во врска со Градинарство. градинарство, со природата, со растенијата, со исхраната. А што се сменило? Добивме интернет. Ни порасна интернетот и ни ги зеде децата од градината во компјутерите, во собите. Не знам дали е тоа добра паралела или добар развој на настаните. Добра е. Добро. Не можеме да споредиме со тогаш, но можеме еве да прочитаме. А за понатаму прочитајте и побарајте оваа книга во библиотека, а со сигурност ќе има во библиотеката на баба Деде. Корака можам да пратам, нема проблеми да имам. Дури од крајот на светот, порака можам да примам. Ова е чудесно време, интернет тука е, ајде. Само што тато го чекам и го молам компјутер да ми најде. Тајново писмо ќе пратам, за да ја дознае зоре,
Зато што нема компјутер, џабе што има да зоре, писмото уште го кријам, бидејќи нема ми море. Ова е чудесно време, време е на умните глави. Ова е чудесно време, секој може чуда да прави. Ја, а, сум. Нојло! А, ова е. Слушнете не на Укло FM. Најново писмо ке пратам, за да ја дознае зоре, но најмалку уште ме чини писмото во шише по море. Ова е чудесно време, време е на умните глави. Ова е чудесно време, секој може чуда да прави. Ова е чудесно време, време е на умните глави. Ова е чудесно време, секој може чуда да прави. Ова е чудесно време, време е на умните глави. Ова е чудесно време, секој може чуда да прави. И последната книга која што ќе ја читаме, чекај. Ова мене не ми личи на книга, ова ми личи на учебник. Така е, учебник е. Овој учебник бил издаден во 1991 година. И види за кое одделение? За 7 одделение. А ти Јас како? сум 7 одделение. Ова е мој учебник, што сме учеле ние во 7 одделение. Овој учебник е по домакинство од Петар Бојќ. Еве сега ќе го отворам учебникот и ќе ви прочитам што пишува. Внатре пишува: домакинство, исхрана и организација на животот и работата во домакинството на современото семејство. Звучи менаџерски. Може да биде курс. А види пишува тука курсна настава. Значи може би и кај нас бил изборен, ама не се сеќавам дали имавме изборни предмети. На вистина не се сеќавам. Сите го учевме, да, веројатно сите го учевме. Задолжителен во програмот. Не постоеше концептот на изборни предмети, како сега што имате вие, меѓутоа беше прекрасен предмет. Се сеќавам дека правевме различни работи и дома и ги носевме да ги прикажеме и да ги објасниме. Замисли, кифлички, крофнички, нешто изработено, миленце. Знаеш што е миленце? Што е? Некакво како шупливо што се става на масата. Така, на масата. Декоративно, рачно изработено. Ама шупливо е. Има шуплени точно. Сега ќе ги разгледаме насловите. Првиот наслов е исхраната и нејзиното значење. Така, значи има текст во кој што се објаснува што е храната, зошто ни треба да се храниме и која е користа. И гледаш и овде, и тогаш сме имале како болт, како задебелени букви, она што е најважно. Што правите вие сега денешно време за да си означите што е најважно во еден текст кога го читате? Ние ги хајлајтираме или подвлекуваме. Или подокувате или со фломастер, така хајлајт означување со. Овде и баш е убаво. Имавме фломастери, немавме хајлајт. Или можеби имаш, ама беа многу скапи. Не мислам дека бевме многу корисници, големи корисници на такви маркери, хајлајтери, маркери. Практична вежба, работен налог, подготовка материјали, средства, упатство за работа и постапка и слики од сите материјали кои што ќе ви бидат потребни.
По кој предмет имате вакви упатства и практични вежби? Па мислам дека вака слично имавме по техничко, по биологија и по природни. Ни го дава упатството, нешто правиме in real life и после заклучуваме што се случува. Така е. Добро, може да продолжиш со насловите. Состојки на храната и нивната улога во организмот, градбени состојки на храната, Момент. топло-енергетски состојки на храната, Значи храната што те загрева, топло енергетски. Овде пишува топлотно, значи храна што ти помага да ти циркулира крвта и да ти се загрева. заштитно регулаторски состојки на храната, И повторно, практична вежба и работен налог. и има постојано обиди и упатства. Обид 1, обид 2, обид 3 и обид 4, за да можеш да Пробуваш. и да споредиш. Следни наслови се млечни производи, млеко, месо и јајци. Што од тоа јадеш ти? Се, Колку често? многу често. Многу често, во тек на денови или седмица? Секој ден поедам. Секој ден нашето чупче јади месо. А колку често јадиш зеленчук? Не секој ден, skip one day, после зеленчук, skip one day, Што значи тоа skip one day? прескокни еден ден. Прескокни еден ден. А зошто? Зеленчукот го прескокнуваш секој ден? Ти премногу метал ќе ми тојди. Премногу метал. Се надевам органски метал. Ке си речат сите, со што се храни Ноела? Овоше? Секој ден по 2 пати на ден. О, браво, прекрасно. И останува компонента на храната, која што ја нема во овој учебник за домакинство, а тоа е... Може да се сетиш кој е? Благо. Благото го има благото. Храна богата со тоа што не треба. Со што се богати лошите грицки, чипси и тоа што велиме не треба да се претера. Конзерванси, масло, некои чудни, конзерванси за да траат Да. и појачувачи на вкусот, кои што влијаат во мозочето да ги сакаш уште повеќе. И како го решивме тој момент со тоа што ти си дете и секогаш нормално дека сакаш и такви работи да си грицкаш? Јадам здраво и после ако ми се пријаде такво и секогаш имам стеж дома за ако ми притреба. Склад си имаме на такви работи, но да не се премногу, така? Може би другите имаат друг пристап. Може би. А ти што ќе им порачаш на другарчињата, што, еве, многу мајки и татковци ги слушам, децата јадат многу благо, многу вештачки благи и многу грицки. Што ќе им порачаш на тие родители или на тие деца? Да дома да правите или да правиме домашни грицки или домашни. Добра. Тоа се, например? Мафини. Мафини. Добро, Не, става. бајадера. Од бадемчиња, лешничиња, Да, така? Добро, мелени. Онакви Да. пуканки од дома со помалку масло и со поздраво масло и со помалку сол и без конзерванси. И нема конзерванс. Да. И дома си пукат и многу е интересно. Да. Кога пукат во тенџерето. И си го загорваме тенџерето. И си имаме едно тенџере за правење пуканки. Значи да си прават дома и тогаш има интересен процес и не се прејадва. Да. Со така. Овде рековме дека уште едно нешто треба да заклучиме, дека на крајот има нешто што се вика Практикум. практикум. Исто како на факултетски книги. Многу убав учебник, сега го разгледувам дека е таков. И вика практикум и сега има некои табели, така? Тие Да. нели ги викаме Да. анекси. Прочите која е ова? Вкупните енергетски потреби за возрастните А исто така и за децата. и за децата. Нели имавте нешто вакво по некој предмет? Да, по биологија да најдеме колку калории се содржат во грицки. Добро. И
се треба да најдеш тука колку килоџули деца на твоја возраст треба дневно да примат. Од 1 до 3 години и од 4 до 6 и од 7 до 9 и од 10 до 12. Кај припаѓа Ноела? Од 10 до И 12. колку Ама за кратко 13, така да не се важи. Добро, ќе те читаме меѓу 13 и 15 девојчиња. Читај. 13 до 15 и 16 до 20. И имаме 16.886 килоџули. Треба да примиш во текот на денот. Кој ќе ги брои? Ги броиш ти? Не. А што ми направи последно на телефонот? Ти даунлодирав Апликација. апликација со која што си внесуваш што имаш јадено, на пример, цабајле, млеко со колаче, после за ручек тој и то, и си ги делиш доручек, ручек, вечера и снекс. Грицки. Добро. И на крајот на денот си додаваш цел, дали сакаш да останеш истата тежина, дали да се смалиш или да се зголемиш. Во број на листа. Добро, значи да се здебелиш или ослаб. И на крајот на денот ти кажува колку имаш примено калории и ти кажува треба поке, помалку исто. Така, Да значи ти јадиш. помага нешто да следиш. И таа ја користиме апликацијата? Кога ми текне. Заклучокот е не, бидејќи има многу работа за неа. Да, Треба да абсолютно, прискаш, да сликаш, да ти ги препознаеш што јадиш, да избираш што Ако си јадиш. пензионер, убоке ти Ко- биде. И овде што има финално? Додаток рецепти, супи, Супи, различни видови на супи, чорби, различни видови на чорби. Што пишува тука? андалузиски газпачо. Гаспачо и разни јадења. Значи имаше дури рецепти во нашето домакинство и колку време се варат и како се приготвуваат. Треба да ги пробаме дома да ги направиме. Треба да ги пробаме. Овие рецепти можат да бидат интересни. Кукбук, да. Ете така, задача за Ноела и за сите другарчиња на Ноела да проучат рецепти и да пробат нешто да сготват за домашните. Дали ти готвиш? Да, помагам. Што? Јајца, млеко, Ама готвење. ајвар со јајца, Ајвар се јајца. салата, Добра. некаква супа, Така. ја местам масата. Масата и ја раскреваш масата во моите соништа. И еден ден во 2 месеци ги мијам пајците. Браво, да. Не, 2 дена во 2 месеци. Благодарам, керкичке. Љубов без насмавки во милиони, најсладки очиња и образи балони. 10 мали прстиња, сладки ко бомбони, во какање сме прави шампиони. Срцето мое е само мое, многу е сладко, не го давам јас на друг. Чувај го, мора да е спремно, ова цуце многу вредно, вакво цуце има само едно. Але, 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 Љубов без насмавки во милиони, црвени образи како лампиони. За кашички и млекце, чисти пеленки за нас, пееме сите на цел глас. Але, 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 ale, 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 ale,
другарчиња од нашата библиотека, на мене и на мама, и на баба дедовска библиотека, прочитавме различни книги и учебник, со различни содржини. Со тоа видовме како било во минатото, како сега, ги споредивме, што остана исто, што се смени и заклучивме дека се во свое време има сличности и разлики. Но ние сме сега во ова време деца и млади и го запознаваме светот како што е сега. Затоа ве повикувам да читате, да истражувате и да се радувате. Се слушаме во следната емисија. Со вас беа главен и одговорен организатор, Уредник. Со вас беа главен и одговорен уредник на Укло FM, Сонјата, магистер Сонја. Запиши па го. Чекај, ајде. Со вас беа главен и одговорен уредник на Укло FM, магистер Сонја Тантарова Груевска, тонска реализација Љупчо Цветковски, јас, вашата водителка и домакинка на Слушнете на Укло FM, Ноела Нечковска, одел Пида Караманди Битола и, да не ја заборавам, мојата асистентка и помошничка, професор доктор Рената Петревска Нечковска. Мама! Големо поздравче! Духнете ветрови, нека шумат ливади и рајски цветови. Запете дечиња, шумни поточиња и златно жолти славеи. Лавина тонови, бескрајна хармонија од силни басови. Така се создава волшебна
Укло FM, Битола, јануари 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло FM, Битола.